Денеска сум повторно тука во Куманово, веќе во 2 недели неколку пати доаѓам. И чест ми е што сум тука и навистина може да се види дека луѓето навистина имаат проблеми и сакаат да се ги кажат. Различни проблеми, различни мисли, различни проекти се кажуваат, но во принцип има многу работи што треба да се направат. Македонија сепак е едно поле каде што му фалат многу проекти. Една Македонија треба апсолутно да се обнови. Има толку работи што навистина се пренаправија, но има потреба од толку многу. ВМРО-ДПМН е бренд на проекти. Ние сакаме да ги слушнеме граѓаните да ни ги кажат сите овие работи, навистина имаше одлични работи, што ја ќе почнеме да ги користам и да ги објаснувам на секаде каде што можам, бидејќи само треба внимателно да се разгледаат и да се анализираат, зашто има толку различни иницијативи, проекти, но и она што ги тишти граѓаните што се избркани во загубарите тука во Куманово, никој што не се рестартирани, има ветувања што граѓаниве навистина се излажени, очекуваат дека утре тоа треба да им се врати, бидејќи некогаш очекувале дека тоа ќе се случи веќе трета, четврта година тоа нема да го добијат. И си го вара, граѓаните имаат прак еден на толеранција, но тој прак кога ќе се надмине и ќе отиде, граѓаните ќе си ја земат контролата во своји раце, народот ќе си ја врати до вербата и ВМРО-ДПМН ќе се врати на власт и се ова што го слушаме мора да го реализирам. Затоа е добро вакви состаноци што имаме. Продолжуваме во наредниот период да доаѓаме тука во Куманово, да разговараме со граѓаните, ќе имаме и отворен ден на плоштадот, но и еве ја користам вашата телевизија да ги повикам сите граѓани во просториите на комитетот да дојдат, бидејќи ќе биде секоја среда отворено и во другите денови ако има потреба, тука е раководството секако ќе се најде на сите граѓани да почнеме да дискутираме со нив, да разговараме, за да направиме една солидна и убава програма каде што секој ќе се прочита утре со неговата идеја, со неговиот проект и се разбира она што може да го издржи државата како проекти, а не само да ветуваме како 600 километри автопати, дека платите, не знам, со закон ќе ги изголемуваме, а гледаме дека економијата не може да издржи и така натака.